знаете, кај нас во Македонија не е секојдневно да сретнете девојка зад волан. И знаете кој ќе се сврти? Повторно се свртува. Дали го видов она што го видов девојка? Коментарите пред се беа позитивни, меѓутоа имаше и мал дел од негативни коментари, од кои на тие не им дававме за значење. Па знаете како ќе се справиш со ова возило, па знаете треба да се работи, знаете каиши да се стега, треба сила на оваа работа. Меѓутоа тоа се така помина. За мене е лесно, супер, значи се пројде како што. Знаете кога имате голема желба, љубов во некоја работа и се оди како што треба. Па секако дека не е само машка. Ќе кажам дека ние жените сме многу поспособни и знаете многу повнимателни за оваа работа, така да не можам да го кажам дека ова е само машка професија. Пред се треба да имате желба, сила, одлучност, да можете да работите, малку упорност и да ги занемарите овие непотребните коментари. Би препорачала на секоја девојка која има желба да биде професионален возач, да не се двоуми, бидејќи знаете ништо не е невозможно и ништо не е толку тешко како што изгледа, да си продолжат да си го остварат сонот и да не обрнуваат внимание на негативните коментари, знаете. Едноставно будна ме држи музиката, патот. Чувството е прекрасно, како да го опишам. Едноставно се отварат патишта пред тебе и не осеќате замор. За оваа професија кај нас е малце чудна затоа што ги нема многу девојки, не е секојдневно да знаете да видите девојка во камион, меѓутоа во споредба од другите земји можам да кажам дека скоро секој трети камион е девојка и жена. Овде кај нас во Македонија познавам околу, можам да кажам, 10 девојки кои се бават со оваа професија, кои се професионални возачи, од кои на некако од нив можам да кажам дека им бев лична инспирација да продолжат да си го остварат својот сон.